представници на медиумите, Регулаторната комисија за енергетика денес ја одржа подготвителната седница во врска со одлуките за цените за електрична енергија за 2018 година, а потоа ја одржи главната седница. Одлуките се веќе донесени и се испратени во службен весник на Република Македонија. Со овие одлуки се утврди следно: цената на АД-Елем Скопје за вршење на дејност на производство на електрична енергија се намалува за 3,39%. Главни причини за намалување на цената на АД-Елем Скопје за вршење на дејност на производство на електрична енергија е намалувањето на трошоците во рудниците. Конкретно, во ова 2018 година пријавени се 78,5 милиони евра трошоци во рудниците. Во 2017 биле пријавени 90 милиони евра трошоци, а се реализирале 70 милиони евра, односно за 20 милиони евра помалку. Во 2016 наспроти 75 милиони евра во 2018 биле пријавени 110 милиони евра, во 2015 106 милиони евра и во 2014 биле пријавени 121 милиони евра. Драстичното намалување на трошоците на АД-Елем придонесе за намалување на цената за електрична енергија за производство, повторувам уште еднаш, 3,39%. Кај АД Епсо Скопје за пренос на електрична енергија цената се намалува за 5,34%. Главна причина за намалувањето на оваа цена е остварените повеќе приходи во 2017 година во однос на одобрените. При тоа, Регулаторната комисија за енергетика не го примени целосниот фактор на корекција кај АД Мепсо, туку само 40%. Останатите 6 милиони евра ги оставаме за наредните години, со цел да не предизвикуваме никакви ценовни трошоци. Кај Евана електродистрибуција Доел Скопје, цената за дистрибуција на електрична енергија се зголемува за 2,59%. Главна причина за ова зголемување на цената е тоа што реализираните трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во 2017 година се за 4,6 милиони евра повеќе отколку тие што биле одобрени со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика минатата година. Исто така, трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа на Евана во 2018 година се зголемени за 10 милиони евра во однос на 2017. Пред се тоа е заради зголемување на набавната цена на слободниот пазар на електрична енергија во Република Македонија. Кај Евана крајната цена, кај просечна цена, кај Евана Македонија АД Скопје за вршење на регулираните енергетски дејности, снабдување на тарифни потрошувачи и снабдување во крајен случај се намалува за 2,12%. Кога сето ова ќе се пресмета, конечно, крајната цена на потрошувачите кои што се на регулираниот пазар во Република Македонија, како што најавив и вчера, се намалува минимално за 0,10%, имајќи во предвид дека оваа прва одлука по воведувањето на ефтината тарифа минатата година. Јас имав сега толку да кажам, дали имате прашања? Како се искристализира ова 0,1 од толку големи проценти кај производителите? Минатата година, при пресметките, Регулаторната комисија за енергетика не ги зема во предвид ново воведувањето на ефтината тарифа. Поради тоа што со воведувањето на ефтината тарифа, потрошувачката на електрична енергија, кога важи ефтината тарифа, се зголеми, а додека во периодите кога важи скапата тарифа се намали. Врз основа на тоа,
Ева на Македонија АД Скопје остварува помали приходи. И тоа е една и единствена причина. Што значат тие 0,10% на просечна сметка за струјата по денар? 0,10% пониска просечна. Минимално е намалувањето и вчера ви најавив. Оваа година имавме предизвик, бидејќи во 2017 година пресметката беше правена пред да е воведена ефтината тарифа, а во 2018 година е прва пресметка од кога е воведена ефтината тарифа. Од наредната година тоа ќе нема повеќе никакво влијание. И сите разлики се испеглани кои што настана пред се заради тоа што Регулаторната комисија за енергетика минатата година донесе одлука пред да се воведе ефтината тарифа. Колку чини ефтината тарифа опади? Минусот колку? Приближно изнесува околу, на годишно ниво, околу 12 милиони евра. Вчера исто така најавивте дека ќе има намалување кај стандардните приклучоци кои каде има детални урбанистички планови. Да. За колку тоа ќе се намалува? Ние само направивме анализа која што ни покажа дека има простор за намалување на трошокот за стандарден приклучок. Во наредниот период Ева на електродистрибуција ќе поднесе нови мрежни правила за дистрибуција во кои што ќе го поедноставиме стекнувањето на статусот на стандардни приклучоци, и исто така врз основа на тие нови мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, Регулаторната комисија за енергетика ќе одобри и нови ценовници кои што ќе значат намалување на трошокот за стандарден приклучок. Од сега не можам да ви кажам колкаво ќе биде намалувањето, но ќе има намалување. Вака просто да прашам, значи, дали е добро вие што го кажувате, може да се свати дека веќе со ефтината тарифа дошло до некое поевтинување, па затоа сега не може да има поголем процент. Да, токму заради тоа. Инаку просечната цена крајна за снабдување е минус 2,12%, но заради предходното намалување на просечните цени заради воведувањето на ефтината тарифа, пресметковните елементи кои што ни доаѓаат на сметките за електрична енергија на сите нас, оваа година се намалуваат за 0,10%. При воведувањето на ефтината тарифа владата излезе со став дека таа ќе ги покрива трошоците за намалените приходи на Ева на завода. Регулаторната комисија за енергетика работи по своите методологии и не е возможно да се покриваат тие. Инаку останува фактот дека цената на електричната енергија за домаќинствата во Република Македонија е најефтина во регионот, освен во Србија. И ова значи дека и понатаму ќе продолжиме без никакви турбуленции во однос на цените за електрична енергија, за регулираниот пазар на електрична енергија, онаму каде што Регулаторната комисија за енергетика има надлежност. А тие што се снабдуваат директно од МЕПСО, потрошувачите за нив важи овој процент на МЕПСО намалувањето? За сите оние што се на слободниот пазар на електрична енергија се приклучени на мрежата на МЕПСО, кои што се набавуваат електрична енергија на слободниот пазар на електрична енергија, намалувањето за преносот важи за нив. И исто така кај потрошувачите кои што се приклучени на дистрибутивната мрежа. Прашање за правното. Пред изминатиот период од град Скопје инсистира мрежата за дистрибуција на топлинска енергија да биде поставена повторно на градот Скопје. Рекла ли ќе побараат и од вас? До овој момент, до Регулаторната комисија за енергетика нема стигнато никакво барање од новоформираното градско предпријатие, кое што треба да покаже и да докаже дека ќе поседува основни средства за вршење на регулираната енергетска дејност, дистрибуција на топлинска енергија. Во моментов таа дејност ја врши БЕК, како што знаете, бидејќи е стекнат со правото на користење на основните средства преку јавното предпријатие, за послучениот договор со јавното предпријатие за стопанисување на стамбени деловен простор.
Има ли право градот да бара ваква обврска со оглед на тоа што лиценцата на веќе на тој период од 35 години? Се уште немаме добиено барање од градот, кога ќе го добиеме ќе го разгледаме. Добро, по воведувањето на слободниот пазар, приватизацијата за струја, властите, поточно Андјушев, уверува дека нема да има зголемување, напротив има намалување на цената на електричната енергија. Можеме ли да бидеме сигурни дека нема да има? Значи, и понатака, кога ќе започне процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија, со што и домаќинствата ќе се стекнат со можноста да одидат на слободниот пазар на електрична енергија, АД Скопје, согласно Законот за енергетика, е должен да обезбедува во 2019 година 80% од потребите на потрошувачите, во 2020 70% и сето тоа така ќе се намалува. Ако земете во предвид дека цената на АД Скопје сега со оваа одлука изнесува нешто помалку од 49 од нешто помалку од 40 евро, околу 39,3-4 евра за мегават час, на кога ќе се надодаде на тоа трошокот за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите од категорија ЛВ2, каде што припаѓаат домаќинствата, а тоа е некаде од приближно 30 на евра, ќе се надодаде и маржа, плюс за снабдувачот, значи не се очекуваат турбуленции во овој дел. Бидејќи, повторувам, домаќинствата ќе го имаат правото на избор. Доколку им одговараат повеќе условите на слободниот пазар на електрична енергија, ќе можат да се отидат на слободниот пазар на електрична енергија. Она што е битно е дека снабдувачите со електрична енергија на слободниот пазар на електрична енергија се веќе 4-5 години во реална конкуренција. И сигурен сум дека тие ќе бидат доста иновативни да подготват соодветни пакети и за продажба на електрична енергија за домаќинствата. Не мора само да мислиме во рамки дека ќе се испорачува потрошена електрична енергија, така мислевме и за телефонијата пред либерализацијата, но се покажа дека по одреден период снабдувачите, односно давателите на услугите стануваат иновативни пред се заради воведувањето на конкуренцијата, така да ќе видиме што ќе се случува на либерализираниот пазар. Дали со намалувањето на уделот на елем кај универзалниот снабдувач ќе има можности за ценовни шокови? Како се намалува уделот на елем? Не верувам дека ќе има можности за ценовни шокови, бидејќи и очекувањата се и на слободниот пазар на електрична енергија, цените да се движат во рамките на очекуваното. Да нема некој... Во принцип, се зависи, ние знаете сите дека одреден процент од електричната енергија ја увезуваме, но немаме некои најави за некои промени во тој дел. Но сепак влијанието е надворешно, не произлегува од Република Македонија. Но и постоечкиот закон за енергетика дава можности за да не се дозволат ценовни шокови. Сигурен сум дека ќе ги нема. Кога почнува либерализацијата кај домаќинствата точно? Либерализацијата кај домаќинствата ќе почне во почетокот на 2019. Како ќе се реши оние згради кај што теците не можат да се изведат надвор од домот? Значи, како што е... Сепак има ослободување на топлина во тој стан. Значи, во текот на наредниот период е во постапка и определувањето на цените за топлинска енергија, со вршителот на дејноста дистрибуција на електрична енергија, ќе го отвориме и ова прашање во однос на начинот на поставување на калориметри. Како што е во Законот за енергетика, во основа така ќе биде.
Но тоа прашање ќе се регулира со методологиите кои што ги носи регулаторната комисија за енергетика. Кои што ќе претрпат измени, бидејќи има измени во Законот за енергетика во одреден дел. Ние за оние објекти кои што се со вертикална цена. Дали тука ќе се најде нешто решение? Ќе се обидеме да го најдеме решението во заеднички интерес и на потрошувачите, но сепак и на предпријатието кој што ја врши дејноста дистрибуција на топлинска енергија. Во заеднички интерес. Готово колеги, да гасне камера? Ајде, нека се. Ајде, друго. Ајде се. Тања може да седеш тука, Тања слободно. Директор Словенско? Дела ти се Да се представаме, сакам да се поздравам со сите. Јас сум Марко Мискимов, председател на регулаторната комисија.